Здраво дечки, јас сум Кирил и денес во овој наш нов совет ќе зборуваме како да го зачуваме нашиот менувач. Конкретно сега ќе зборуваме за нашиот рачен менувач. Со текот на годините како возачи стекнуваме некои искуство и мислиме дека знаеме се повеќе и повеќе да возиме. Тоа колку е точно, толку е неточно, бидејќи од почетокот знаеме да стекнеме некои лоши навики и тие понатаму да ги практикуваме, а да не знаеме кои се и како му влијаат на менувача. Затоа денес ќе почнеме да спомнуваме некои работи кои што му влијаат, кои што се лоши и да почнеме да ги менуваме, бидејќи така ќе го зачуваме нашиот менувач. Прва работа, која што сега ќе видиме, е тоа што многу често голем дел од нас менувачот го користиме како наслон за рака. Си возиме, иако не треба да смениме брзина, нас раката ни е поставена над менувачот и воопшто не знаеме што се случува. Со држењето непотребно ваква на менувачот, прво е небезбедно, бидејќи треба двете раце да не се на волан, и второ, правиме многу мал притисок кој што му влијае на самиот менувач. Тоа значи оштетување на синхроните внатре, на запчаниците и навистина голем проблем кога ќе дојде ред да се менува. Втора работа која многу често се практикува е вага моментот. Вага момент вие кога ќе дојдете на угорница и наместо да кренете рачна кочница или да држите на педалата за кочница и чекате да светне зелено светло на семафорот, вие го пуштате кумплугот до пола, додавате минимално газ и без да држите било каква кочница, автомобилот стои во место. Супер, знам дека навистина восхитува кога ќе го додете до тој момент, сте постигнале нешто, но тоа е многу лошо за менувачот, бидејќи на таков начин се оштетува потисната, самата ламела, лагерот, друг со Г или К, но тоа влијае многу на вашиот буџет и на самиот менувач. Затоа кога ќе дојдете на таква угорнина, не го ставете менувачот во брзина. Дигнете рачна кочница, кога ќе светне жолто светло, тогаш ставате во брзина. Се сеќавате? Црвено застани, жолто, подготви се, зелено трни. Така да на жолтото светло ставаме во брзина и тогаш полека тргнуваме. Трета работа. Не шалтајте пребрзо, не сте на трки, не бидете толку агресивни. Тоа му пречи многу на менувачот. Таквото брзо и агресивно менување ги оштетува синхроните внатре. Да, самиот процес на менување од брзина во брзина треба да биде брз, но не треба да биде агресивен. Затоа, кога менувате, кога ќе избаците од брзина, оставете милисекунда за менувачот малку да одмори. Потоа, ставете во брзината која што ви е потребна. Четврта работа. Пред малку зборав за одмарање на раката на менувачот, сега ќе зборуваме за одмарање на ногата на самата педала за кумплугот. Многу често се случува ова, кој ќе застанете, можеби не ставате во брзина, но вас педалата ви е притисната до крај. На таков начин доаѓа до проклизување на ламелата, до оштетување на целиот сет, до оштетување на запчаниците. И исто така, мислите вие дека сте го пуштиле кумплугот, но сепак ногата ви стои над самата педала. Не чувствувате, верувате, не чувствувате, но правите минимално притискање кое што тоа најмногу му пречи на самиот менувач. Затоа, најчесто во најголем број на автомобили имате простор за одмор на ногата од левата страна. Завршувате со менување, ногата ја тргате на страна. Полесно и за вас, верувајте, за ногата ви се одмара и многу е подобро за менувачот. Петата работа е многу поврзана со ова сега пред малку што го кажав, односно застанувате на семафор, притискате кумплуг, ставате во брзина и чекате да светне зелено светло. Многу погрешно. Пред малку ја кажав проблемите, дали ви се исплаќаат такви големи трошоци? Не верувам. Затоа застанете, почекате жолто светло, тогаш ставете во брзина. Океј дечки, ова беа некои кратки совети за како да го зачуваме нашиот менувач. Верувам дека ќе ви бидат многу корисни. Практикувајте ги и се гледаме многу наскоро со нов совет. Чао!